Македонија ќе биде пета земја во Европа според економскиот раст годинава. Ова се очекувањата на премиерот Мицкоски за 2025. Тој оптимизмот го темели на најавените странски инвестиции, растот на извозот и потрошувачката, домашните вложувања. Последните податоци упатувале на тоа дека странските инвестиции го достигнале посакуваното ниво од 1 милиарда евра, а тој очекува овој износ да се надмине годинава. Најголемиот дел од тие инвестиции се во делот на напредната технологија и полека чувствувам дека ние мораме да привлекуваме инвестиции кои што можеби не се толку поврзани со автомобилската индустрија, туку со некој вид друг на индустрија. Така што една од овие инвестиции е навистина напредна технологија, повеќе од 350 милиони евра е големината на таа инвестиција. Во моментов владата преговара со 15 странски инвеститори кои се заинтересирани да го прошират својот бизнис во Македонија. Освен изградбата на ветерниот парк во општините Радовишт и Карбенци, има и компанија која сака да гради гасна централа. Мицкоски вели дека овие инвестиции треба да придонесат за намалување на загадувањето, но поради изградбата на топловодната мрежа, за тоа ќе се почека неколку години. Во периодот од ноември до март да го смениме системот на затоплување на домовите. Односно помалку фосилно гориво, повеќе еколошки горива, меѓу кои и централното затоплување. За да тоа се случи, потребно ни е да се изградат гасни централи. За да се изградат гасни централи, ние работиме. Еден од инвеститорите од овие 15 и таков, кој што е заинтересиран да изгради такви гасни централи, но за тоа ќе треба време, најмалку 2 до 3 години, додека сето тоа профункционира, за да се изградат топловоди, можеби повеќе, можеби 5 и 6 години. Ја жалам што ништо досега не е направено. Владата само во втората половина од минатата година донесе 8 странски инвеститори во земјава, кои треба да вработат 2800 луѓе. Освен изградбата на ветерници на Алказар Енерджи, инвестицијата на Ипсотек е за изградба на истражувачки центар во вредност од 20 милиони евра и нови 110 вработувања. Американскиот Ваптек, кој веќе е присутен во земјава, ќе произведува сопирачки за шински возила. Германската компанија БМЗ Груп ќе произведува батерии во капацитет кој чини 65 милиони евра. Се подпишаа и 2 договори за инвестициите на Brainchild. Германската Костал отвара нов погон од 50 милиони евра и нови 250 вработувања. АДБАУ Интернационал ќе вложи 7 милиони евра. Во зоната во Кичево пак фирмата Авеста ќе вложи 40 милиони евра и ќе вработи 600 луѓе.